Председателот на Србија Александар Вучиќ на социјалната мрежа Инстаграм сподели видео каде тренира во паркот заедно со премиерот Милош Вучевиќ и министерот за финансии Синиша Мали. Милош Вучевиќ, Синиша Мали и јас дојдовме да тренираме. Пропаднавме целосно, освен Синиша. Овде во паркот, милина една, се правиме дека не ни е ладно и се правиме дека работиме некој сериозен тренинг. Ми требаа 5 минути да сватам како функционира ова, се ме боли. Нешто како веслање, не можам да одам до крај. Решиле да не бркаат, можеби веслата ќе ни помогнат. Па, сега можам да кажам дека работевме и сме подготвени за пливање и веслање. Во веслањето е спасот, нема предавање. Па, сега да јадеме плескавица. Доста е, рече Вучиќ. Јутјуберот Богдан Илиќ, кој на јавноста и стана попознат како Бака Прасе, доживеа нешто неочекувано. Сите негови канали на платформата YouTube се избришани. Тој веднаш одговори преку својот Инстаграм профил, наведувајќи дека не знае кој ги исклучил, ниту зошто. Само што ми ги избришаа сите канали на YouTube, не знам кој, не знам зошто, напиша Бака Прасе. Инаку, Богдан Илиќ заработил десетици илјади евра од снимање и преноси во живо на YouTube. Неговите емисии во живо понекогаш биле од хуманитарен карактер, па собраните пари ги донирал во хуманитарни цели. Ретко видената риба на судниот ден, за која се верува дека претскажува нешто лошо, исплива на плажа на Канарските острови. Веслачите често се сметаат за лош знак кога се појавуваат надвор од нивното природно живеалиште, длабокото море. Ова морско животно било откриено од капачите на 10 февруари, предизвикувајќи загриженост на социјалните мрежи. Видеото од рибата на брегот веќе собра над 9 милиони прегледи на Инстаграм, според извештајот на Nitto.no. На видеото се гледа како човек во гаќи за капење и приоѓа на сребрената риба со продирни портокалови перки за да ја спаси. Конго е една од ретките дестинации во Африка која има можност да организира турнир од серијата Челенџер, кои се прилично силни и бараат посериозна инфраструктура. Сепак, прашање е дали по денешните сцени во иднина ќе се игра овој турнир во Бразавил. Имено, среде дуелот помеѓу Оден и Денисов, веднаш покрај теренот се случи масовно пукање. Двајцата играчи веднаш избегаа од теренот, а покрај пукањето биле фрлени и димни бомби. Во исто време, било забележано и оклопно полициско возило кое пристигнало за да ги смири немирите.